Наместо на работа во болница, ќе излезат на улица. Над 250 медицински сестри техничари со високо образование се закануваат дека правда ќе бараат преку протести, доколку надлежните не најдат начин да им ги признаат универзитетските дипломи. Револтирани се од односот на надлежните кои со години ги игнорираат нивните барања и топката ја префрлаат од една во друга институција. Бараат измени на законот кој ќе ги штити нивните права. Сме единствена струка во Македонија која што не е опишана со закон. И бараме законот потитно да биде донесен и би искористиле можноста да апелираме за сите народни избраници, дали се од позиција или опозиција и од било која национална основа, да не поддржат и во најбрз можен рок сето тоа да го донесат и да стапи во сила на ниво на Македонија, на сите институции. Корона пандемијата изфрли на површина бројни проблеми во здравството, алармираат од Сдруженијето за нас. Обвинуваат за партиски унапредувања, а велат и дека сестрите во ковид одделенијата не добиле ниту денар покачување на основната плата. И од тука сега почнува таа голгота. Баравме, директорот ни рече чекајте ќе ви кажеме. Баравме, немаме финансиска согласност и почнуваат префрлувањата на топките. Во Министерство за финансии немаме финансиска согласност. Па од болницата ќе им речат одете во Министерството за здравство или мораме да го прашаме Министерството за здравство. Па Министерството за здравство ќе им одговори на болниците, па ние не го одлучуваме тоа, вие ќе го одлучите. И сето тоа е на грбот во еден круг се вртат овие медицински сестри и остануваат со непризнаено високо образование и на индивидуални начини, по партиски линии, по било какви спорадични начини, на жалост, некои ќе си го решат статусот и ќе расте револтот кај сите други во болниците. Министерот за здравство Филип Чесмирова финансии за овој медицински кадар ќе се најдат, но потребна е вели систематизација во здравствените установи. Да се направи финансиска анализа, меѓутоа во исто време и анализа на систематизациите по јавноздравствените установи. Да се види, пошто не е само финансискиот импакт, каде за кого има места во систематизација. И врз основа на тоа да изготвиме некакво соодветно и долгорочно решение. Финансиите сигурно ќе ги обезбедиме. Тоа јасно им кажавме на представниците на Сдруженијето. Во моментов, во трите високообразовни школи во земјава се едуцираат околу 1500 медицински сестри.